Лажна дојава за поставени бомби преку електронска пошта пристигна во 8 скопски училишта. Пријавата стигнала првично до 5 средни училишта во Скопје, гимназиите Никола Карев, Орце Николов, Јосип Броз Тито и Раде Јовчевски Корчагин и во стручното Боро Петрушевски, а подоцна била испратена уште во 3. Средношколците заедно со професорите и техничкиот персонал напладне беа евакуирани, а антитерористичките екипи од Министерството за внатрешни работи неколку часа пребаруваа по училиштата. Паралелно со проверките на лице место и со антитерористичките екипи, работиме и на истрагата и потрага по заканувачот. И кога ќе биде комплетно расчистено, ќе известиме јавноста. Наставата од прва смена беше прекината, а оние кои требаше да бидат втора смена им било кажано да не влегуваат во училиштата, нито во училишните дворови додека трае безбедносната проверка. Сега сме втора смена и ни рекоа да не влагаме во школата. Ти кажа зошто? Па дојава за бомба. Да. Не ни кажа точно за тоа, ама Колку разбравте во сме ги учени. да ни кажа да не влагаме ни во дворни нигде. Се плашите? Не. Реакција веднаш стигна од Сојузот на средношколци. Изразија загриженост и бараат поголема безбедност во училиштата. Ги повикуваме нашите соученици да бидат смирени, бидејќи паниката е нашиот најголем непријател во овие ситуации. Безбедносните и училишните служби да бидат професионални и методични во работењето, за да се заштитат средношколците и сите останати вклучени во образовниот процес. Испраќачот на лажната закана се уште не е познат. МВР работи на негово откривање. Инаку ова е втора дојава во последната недела. Пред неколку дена емаил пошта стигна и од вработен во ЈСП за поставена бомба поради тоа што во јавниот градски превоз немаа земено плата.